Идеме. Летото започна, децата се веќе на распуст, 10 јуни помина, полека го користат одморот сите оние ученици кои завршија со учебната година. Со мене во утро е Наташа Ристаска, која што е оделенски наставник. Ќе се наоѓаме на место каде што е еден престој за децата во време кога тие се на распуст. Или често родителите се прашуваат што сега, како ќе ги поминат овие 3 месеци, не можат константно да се со нив, но затоа има ваков вид на престој кој што им обезбедуваат и едукација и забава и да научат нешто ново. Добро утро, Добро утро. Значи, како што напоменавте, Едукативниот центар Пепирутка и за летниот период организира летен дневен престој, каде што може да се згрижат дечињата од утринските часови до крајот на работното време на родителите, така да освен што летниот период не започна, учебната година заврши, повторно може да го посетуваат нашиот центар, со што имаат едукативни креативни работилници за време на престојот. Сега ќе направиме една разлика, што е разликата од училиште, од овој дневен престој. Дали тоа што го учат во училиште, го учат и тука, го повторуваат или нешто сосема ново ќе научат? За време на учебната година, тоа што го учат во училиште, значи се пишуваат домашните задачи, се учи наставниот материјал што е од училиште, а за време на летниот период повторуваме тоа што е учено од минатата учебна година на база на игра и се подготвуваат за наредната учебна година. Повторно пак ќе биде тоа низ игра, нема да биде континуирано дека постојано ќе учат лекцијата или слично, него на многу покреативен и интересен начин за да може да го совладат материјалот. Да порелаксирано, да не се чувствува дека повторно се во школа, а се на распуст. За која годишна возраст наменет центарот или дали постојат групи? Групата е комбинирана, бидејќи за време на летниот престој не можеме да направиме група само од едно оделение. Најмалата возраст е предучилишна, а најстарата се негде 5-6 оделение. Значи, можат од најмалите оние кои што ќе се подготвуваат за во училиште, да, бидејќи од септември нели ќе им почне нова учебна година, па дали тие учат пишување, сега не знам, бројки. Развива моторика, значи има подготовка на што беше претходно предучилишна група, сега се подготвуваат за училишна, за подготовка за училиште. Дисциплинирани ли се професорки тука? Децата дали ве слушаат, дали се чувствуваат порелаксирани, бидејќи знаат дека не се на час, но сепак треба да бидат послушни. Послушни се. Дефинитивно, значи послушни, воспитани, секоја активност што им се даде од количките, значи ја изработуваат, така да немам коментар за тоа. Еве позадина си има дечиња кои што веќе ја користат таа можност, нели? Родителите кои што им се на работа, рековме, или имаат други обврски, ги оставаат тука децата и како почнуваат часовите? Има ли некој протокол? Значи немаме класичен прв час, втор час има. Не, значи во однос на бидејќи нели секој ден си е различен, си имаме план и програма по кој се работи и наутро кога ќе дојдат, значи имаат прво појадок, па потоа имаме активност, дали ќе биде тоа на база на игра, дали ќе биде како сега што работат креативна работилница, потоа имаме надворешни активности надвор, спортски, рекреативни. Повторно се враќаат во центарот, имаат ручек и активностите пак на база на игри и повторување на материјалот. Така, значи и доручек и ручек имаат. Значи имаме опција каде што може да бидат згрижени и со храна, но може и нели да си носат со себе, бидејќи сепак кај децата е малце храната специфичен дел. Добро, убаво да го знаат тоа и гледачите, не се сетиве до тоа да прашам, меѓутоа сами кажавте дека имаат и појадок и ручек, исто како целодневна настава ќе може. Да. И плюс домашните си ги решаваат тука или имаат други активности? За летниот период немаме домашни задачи, но пак ќе кажам, го повторуваме материјалот од претходната учебна година, се подготвуваме за наредната учебна година на база на игра, имаме многу едукативни игри со кои што можеме конкретно може да видите оваа джангл играта, каде што на база на куцките, секоја куцка има бројка, имаме 2, 3, 5 куцки и се во зависност од возраста на дечињата, значи дали куцките што ќе бројчињата што се на куцките што ќе се сврта, дали ги собираме, ги множиме, комутативно асоцијативно својство, значи пак на база на играта се повторува и се извлекуваат куцките.
Математика, да. Има, значи, македонски прераскажувања на лектири, да се изгледа некој филм или театарска представа, па таа усно или писмено да се прераскаже. Значи има пак повторување, пак ја напоменам, повторување на материјалот на база на игра, креативна. Кој што најмногу покажуваат афинитет? Кој ми е најинтересна или добра е да кој е најинтересен предмет низ игра зборуваме сега, дали математиката и да раскажуваат приказни, да цртаат, да сечат. Дека сите предмети им се интересни, бидејќи што мене си игра се е интересно. Минатата недела колишките изработувале, значи по природни науки, за животните од глина, боеле камчиња во вид на бувамари, така да се им е интересно што ги им се даде. Дали носат материјали или сите материјали тука и ги имате вие? Имаме ние. Значи се обезбедени од центарот. Супер, интересно звучи, а сепак да биде забавно, корисно поминато времето. Имате ли некаков совет до нашите гледачи кои што не следат, освен тоа да ги донесат децата тука, како да го поминат летниот период, на што најмногу да внимаваат, бидејќи студентски наставник, што ни е потребно на децата во овој период? Сега зборуваме или оние кои што Па да напоменам дека дечињата и за време на учебната година и летниот период со технологијата се премногу окупирани, телефон, компјутер и мрежни игри, така да би напоминала колку што може да се утргнат од таа технологија и да се доведат дали во вакви центри или надвор негде во некои си кампови каде што може да го тргнат тоа внимание и да го посветат денот на малце забава и креативност и учење. Одличен совет, верувам дека ќе го примамат. Да го искористат заедно времето, додека ги имаат овие месеци распусти или пак доколку немаат каде да ги остават, постојат овие центри. Ве благодарам за одвоеното време за овој разговор. И на вас исто ви благодарам на посетата. А ние е време да се слушаме оба